Со драстичен пораст на заболени од грип започнува новата година. Најмногу деца на возраст од 5 до 14 години. Болниците и амбулантите се полни, дури за 5,2 пати бројот е поголем од лани. Како што соопштуваат од Институтот за јавно здравје, во моментот има 1725 случаи заболени од грип, бројка која е за 38,7% поголема за последните 15 сезони. Година во Македонија се пријавени 1725 случаи на групни пријави на заболени од грип или заболувања слични од грип, што е за 2,2 пати повеќе во споредба со претходната недела, кога бројот на пријавени лица бил 771. Тоа е во споредба со претходната недела. Бројот на пријавени лица оваа недела во споредба со истата оваа недела на минатата сезона, кога бројот бил 331, е зголемен за 5,2 пати. А во споредба со истата оваа недела во последните 15 сезони, зголемувањето е за 38,7%. Пријавената инциденца е наднеделната граница на средна активност на вирусот на грип на национално ниво. Во однос на возрастната дистрибуција, 749 лица се на возраст помеѓу 15 и 64 години, 618 се деца на возраст од 5 до 14 години, 229 се деца на возраст помеѓу 0 и 4 години, и 129 се лица на возраст над 65 години. Највисока инциденца е регистрирана кај децата на возраст од 5 до 14 години. Но овде ситуацијата не се очекува да се стиши. Пикот го очекуваат втората половина на јануари, како и првата на месец февруари. Бележува значително зголемување на бројот и инциденцата на заболувања слични на грип на неделно ниво. Во текот на првата недела од 2026 година за прв пат во сезоната е регистрирана средна активност на грипот на национално ниво. Согласно овие податоци, во Македонија има висок интензитет на вирусот на грип со очекување на понатамошно зголемување во наредниот период. Ова не е ништо ново, со оглед на периодот во кој што се наоѓаме, со многу празници, со многу прослави и собирања. Ова е нешто кое што е на некој начин очекувано. Пикот според историските податоци го очекуваме да биде во втората половина на овој месец и во првата половина на месец февруар. Со враќањето на децата во училиште очекуваме дека и бројот на лица кои што ќе бидат заболени со грип или заболување на слични на грип може да биде и зголемен. За да се намали бројот, од тука посочуваат дека е потребно пациентите да останат дома, да не се оди на работа, да не се оди на училиште, да не се носат децата во градинка. Не само за преносот, ова е важно и за самите болни. Треба да се посети матичен лекар, да се пијат терапиите и да не се изложуваат во средина каде што се движат луѓето, да се проветруваат просториите и да се прима многу витамини и чаеви.